Благодарам, председателя. Колега Тунтев, кажавте се, само не нещо што беше точка на дневен ред. Значи, воопшто не кажавте ништо во врска со предлог измените и дополнувањето на Законот за градење, кои што ги имаме денеска на дневниот ред. Кажавте историјат на измените кои биле носени во годините наназад и сето тоа го интерпретиравте со ваши зборови, нафрлувавте само одредени сегменти кои што можеби вака ви се изгледаат интересни за вас или за јавноста, меѓутоа воопшто ништо не кажавте во врска со измените кои што се денеска на дневниот ред. Јас од тука не гледам причина зашто вие како СДСМ не би гласале за денешните измени, бидејќи воопшто не рековте ниту еден збор против денешните измени. Зборувавте принципијално затоа што законот бил во изминатите 5-6 години менувам 10, 20, 30 пати какви и се измени се носели во минатиот период, меѓутоа за денешните не видов дека имате ниту еден аргумент против и затоа овде не можам да ве разберам зашто не би гласале ако измените кои што се денеска на дневен ред се позитивни и се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Сакам да ви кажам дека спомнавте многу работи во врска со Законот за градење и измените кои што сте носени во изминатиот период. Меѓутоа, воедно треба да се согласиме дека пред доаѓањето на ВМРО-ДПМН и коалицијата на власт, воопшто ние немавме регулиран сектор градежништво. Сите знаеме за какви градежни афери имавме во изминатиот период. Сите знаеме за ФИКОМ, сите знаеме за многу други ситуации кои што ги наоѓаа граѓаните, во кои се наоѓаа граѓаните на Република Македонија и затоа мислам дека токму со Законот за градење можеби измените беа пречести, меѓутоа мислам дека се стави одреден каков таков ред во градежништвото, да не зборувам после тоа и со Законот за легализација на дивоградби и така натаму. Така да не можете сега овде 10 минути да зборувате за историјата на Законот за градење, да не кажете дека да не пофалите нито една одредба или еден сегмент од законот кој што е во интерес на граѓаните, туку постојано да гледате со некакви црни сценарии на секоја наредна измена која што се носи во собранието со единствен изговор дека таа се носи во интерес на некакви си мокници од власта или за некакви си лични интереси. Јас не би рекол дека е така, затоа што Законот за градење е закон со кој што се среќаваат огромен број на луѓе, кој што наоѓа примена во секојдневниот живот, посебно интересен за општините, така да не се согласува воопшто со вас во тој дел. Што се однесува на ЛУПД или локалната планска документација или типските проекти, исто така не можам да се сложам, бидејќи типските проекти кои што сега се нудат за многу мали објекти, претежно за луѓе кои што се финансиски послаби, а сакат да направат некаков свој дом живеалиште, значи тие се многу прикажени во јавноста и во 3D анимација, така да не е добро да манипулираме овде дека владата се меша во сферата на архитектурата, со тоа што не знам ќе дава бесплатни типски плански проекти за трговски центри или за згради и така натаму. Значи барем кога зборуваме да бидеме на чисто зашто зборуваме.